Се уште не се знае кој ќе ги грее Скопјани. Надлежните со смирувачки тонови дека градот нема да остане без парно. Досегашниот снабдувач БЕК, наспроти тврдењата од влада и регулаторната комисија за енергетика, се огради од законската обврска за снабдување со топлинска енергија до изборот на нов снабдувач. Од компанијата посочија дека нити имаат законска обврска, ниту можност да продолжат со испорака на топлинска енергија. БЕК производство нема правна основа за користење на топланите, бидејќи договорот за закуп е раскинат и новиот собственик на топланите побара примопредавање на истите. На 20 јуни 2022 година Регулаторната комисија за енергетика донесе решение за престанок на лиценцата на БЕК производство. Во врска со договорот за деловно-техничка соработка помеѓу БЕК производство и АД-СМ, сакаме да информираме јавноста дека овој договор беше со важност до 31 март, односно истиот е истечен. Од Регулаторната комисија за енергетика, повторно повикувајќи се на Законот за енергетика, остануваат на ставот дека до избор на нов снабдувач на актуелниот, во случајов БЕК, не му престанува врската за обезбедување на јавна дејност, но како што велат, тие се само регулаторно тело и не упатија во владата. Регулаторната комисија за енергетика ги носи одлуките со кои се прецизира дека се до изборот на нов вршител на посочената енергетска дејност, на актуелниот вршител не му престанува обврската за обезбедување на јавна дејност. Обврската за вршење на јавна дејност, регулирано производство на топлинска енергија, престанува со денот на издавање на лиценца во случајов на нов вршител на јавната дејност. Од владата не ги штедат уверувањата. Порачаа скопјани да бидат смирени, бидејќи преземале навремени и континуирани мерки за сигурно и стабилно снабдување со топлинска енергија. И оттаму се повикаа на законот кој налага јавната дејност да се врши без прекин, а во моментов ги финализирале преговорите за тоа кој ќе биде регулираниот снабдувач. Во овој момент се финализираат преговорите за регулирано производство на топлинска енергија, врз основа на претходно донесената одлука на владата за избор на вршители на енергетски дејности, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. Штом завршат истите, јавноста ќе биде навремено известена. Граѓаните на град Скопје ќе имаат парно и согласно Законот за енергетика, за гарантирана е јавната дејност да се врши во целост без прекин. Од владата во неколку наврати досега посочија дека најдобро решение ќе биде закуп на топланите Исток и Запад, додека нивниот собственик Адора Инженеринг одбива таков договор и инсистира на целосна продажба. Дополнителен проблем е и набавката на доволно количини на газ за предстојната грејна сезона. Доколку државата не успее да обезбеди, скопјани ќе треба да се греат на мазут, што е двојно поголем загадувач. Според информациите од влада, во моментов барале решение за обезбедување на газ или мазут по најниска цена.